Драги мои другарчиња, денеска ќе видите и ќе чуете нешто што е невидено и нечуено. Еден обичен пингвин сака да се запише во училиште. Не сум обичен, јас сум посебен. Па да ти кажем, Пинки, имаш право, ти не си обичен пингвин, ти си специјален пингвин, еден и единствен. Така. И токму поради тоа ние многу ќе размислиме дали да те примиме во училиште каде што редовно учат деца, редовни ученици, така дечиња? Да. Значи, еве веќе Пинги гледаме дека добро му прилега училишната клупа, така нели? Да. Нели многу не се разликува од другите дечиња? Ама убаво му стои и бидејќи тој премногу се зближи со малечката Матеја, која многу го засака и секојдневно ме убедува дека Пинги може да стане и добро дете. Тоа малку да видиш да не веруваш, но поаѓајќи од тоа дека Пинги почна здраво да се храни, здраво да живее, убаво да се однесува, значи имавме прилика да го видиме Пинги на вистина како убаво се однесува, ем почна да пее заедно со нас во хорчето, ем почна да спортува, да оди на аеробик. Добро, ајде сега ти да ни кажеш, Матеја, што прави Пинги што е здраво, само погласно да те чујат и другарчињата. Што прави Пинги што е здраво? Здраво е да јаде овошје. Добро. А да не јаде што? Чоколада, мастика, ризевци и смоки. Браво, чиста десетка. И сега бидејќи Пинги денеска полага приемен испит, не за здравје и здрави животни навики, бидејќи за тоа апсолутно не убеди дека не му треба приемен испит, туку тој сака да учи во музичко училиште, во нашето музичко училиште, и сега ние ќе правиме музички диктат. Пинги, дали сме подготвени? Да. Знаеш дека јас кога ќе ти диктирам, ти треба да запишуваш се со ноти онака како што јас ќе ти отствирам. Дали сме подготвени? Да. Матеја изрази желба да ти прави друштво, бидејќи таа е многу добра другарка, со многу добро однесување, и ве молам без препишување. Таму без шепкање. Дали сме јасни? Шепкање нема. Диктатот е многу лесен, а на почеток на секој диктат, Пинги, ставаме виолински клjuč, нели Пинги? Да. Ајде почнуваме. 3, 4. До, до, сол, сол, ла, ла, сол. Како ни оди? Супер. Дали сме добро запишуваме? Да. Да. Уште еднаш, втор пат го свирам. До, до, сол, сол, ла, ла, сол. Дали имате проблем со концентрација? Па, малце, зашто не ми даде ништо за концентрација? Не ви дадов ништо за концентрација. Денеска ништо не сме изеле, ужинката сме ја прескокнале и сме дошле на приемен испит.
Тоа е многу трагично, дечиња. Ајде да се сконцентрираме, Пинги. Епа може сега веќе кога Пинги тука му правиме приемен испит, може и за тебе. Ова е ужинката без која денот не смее да почне. Ајде брзо концентрација да видам веднаш и да го завршиме диктатот, за да видиме дали жири комисијата ќе го прими Пинги во музичко училиште. Одлична идеја, така нели? Браво, добро. Значи со самото тоа што ја видовме плочката веќе сме сконцентрирани? Да? Добро, одиме понатаму. Фа, фа, ми, ре, до. Дали сме добри? Да. Дали ви е јасно? Веќе е полесно, така нели? Да. Добро, тетка Суза е тука и подготвена да го отсвири целиот диктат. До, до, со, со, ла, со, фа, фа, ми, ре, до. Дали сме готови? Да. Да. Го завршивме диктатот? Да. Ајде, Пинги, сега тетка Сузе да провери, да видиме што сме запишале. Па тетка Сузе и не можела да најде подобар ученик од тебе, Пинги. Ова е навистина за честитка, ова е навистина за една чиста петка и јас од денеска па натаму воопшто немам ништо против еден пингвин да доаѓа во нашето музичко училиште, особено пингвинот кој што почна здраво да живее, здраво да се храни и да има добро однесување кон другарчињата, кон возрастните и кон сите останати животни, па и луѓе. Така нели, а помеѓу луѓето има и животни. Матеја, ти имаш одличен диктат и еве тетка Сузе ќе ти стави чиста петка. Една тука, една на рачето. Повели Матеја, Пинги, стани една гушка за тебе, бидејќи ти си пингвинот кој денеска ми го направи денот. Make my day! Браво, Пинги! Од нашите омилени дружби со Пинги и со дечињата, во кои секогаш на почетокот од емисијата практикуваме да ве подсетиме дека животот е еден и дека без разлика што сме мали, од мали треба да создаваме здрави навики. Јас сум особено среќна што нашите дечиња, без оглед на тоа што најмалото има само 4 години, веќе гласно дома зборува за тоа дека чоколадото не е здраво, дека мастиките, лижавчињата и така натаму не се здрава храна, туку дека има нешто што е многу поздраво и многу покорисно од тоа. Значи веќе нашата емисија има ефект. Значи веќе ги менува животните навики, а со тоа го менува на подобро и здравјето на сите идни генерации. Од тој прв дел во кој внесуваме многу радост во вашите домови преку нашите телевизори, се разбира преку наша ТВ, ние се селиме повторно на една едукација и на еден убав муабет со нашата веќе редовна гостинка, асистент доктор Весна Мицевска, специјалист педијатар во клиниката за детски болести. Добар ден. Задоволство ми е што денеска на сугестија на една наша редовна гледачка избравме тема за која честопати во некој неврзан муабет си разговараат доста од новите родители, но никој тоа гласно не може да го каже дека понекогаш, без разлика дали станува збор за мајки или за татковци, ние сакајки да си најдеме оправдување за некое наше пропуштено нешто битно во растот на нашите деца, знаеме да кажеме дека за се виновни гените. Гените се виновни за тоа што нашето дете е неумно. Гените се задолжени за тоа што нашето дете не сака да учи или да пишува домашна. Значи, честопати заради тоа што ние не сме биле присутни на некои нивни битни моменти во животот, ние ги обвинуваме гените. Дали се, ама баш за се виновни тие? Не можеме да ги обвиниме за се.
она што нас ќе ни биде згодно да ги обвиниме, бидејќи за развојот на било кој жив организам, па и на човекот, значи основата е во генетската информација, значи во гените. Меѓутоа, за дефинитивното формирање на физичкиот изглед и на целокупната личност, освен гените влијаат и надворешните фактори. Може би гените се виновни за изгледот на ликот, за формата на носот, за бојата на очите, за бојата на косата, за ставот на телото, за начинот на одење, за бојата на гласот. Да. Меѓутоа, не можеме да обвиниме за некои постапки, за афинитет кон учење или однесување, одговорност, значи за тие работи многу повеќе ќе бидат битни надворешните влијанија, значи не само како го воспитуваме детето да се однесува и што треба да прави, што е негова одговорност, како треба да се однесува, туку и она што го гледа, значи исто така ќе биде од големо влијание за формирање на сите тие делови од личноста. Така. Кажете ми, вие кажавме дека физичките карактеристики дефинитивно се дел од нив условени од тие гени. Колку имунитетот на идното бебе зависи од имунитетот на неговите родители, на неговите баба, дедо и така натаму? Значи, имунитетот кој што го има секој од нас, значи имунолошкиот систем, си има своји составни елементи, во основа, значи е создаден и се формира, созрева во текот, значи дораѓањето и пораѓањето. Така да во главном големо влијание на јачината на имунитетот, нели тоа жаргонски кажано не може да имаат имунитетот на мајката и таткото и повторно тука нешто како еве тој е крив зашто ти си често болен и тоа е често болно, имунитетот е на тебе. Значи, кога зборуваме за едно здраво дете со здрав имун систем, постојат болести на имунолошкиот систем кои што се наследуваат. И тука имаме виновници во наводници, но тоа се сепак заболувања на имунолошкиот систем. Меѓутоа, варијациите во нормален еден имунолошки систем не можеме да кажеме дека имаат големо влијание, значи, на потомството, родителите или бабите и дедовците, дека нивниот имунитет е крив за тоа што детето често се разболува. Так. Ги споменавме очите, бојата на очите, косата, можеби висината или одењето, некои надворешни, значи ние кои ги покажуваме гестикулации. Да. Што е со запчињата? Дали можеби формата на забите, самото забало, квалитетот на тие заби е генетски условено? Значи формата на забалото, квалитетот на ткивото, бидејќи сите тие работи се создаваат во текот на развојот на бебето во матката, имаат влијание, значи се генетски условени, постојат и различни деформации кои што исто така влегуваат во склоп на некои покомплексни заболувања и синдроми кои што се повторно пренесени, генетски условени или настанати во текот на развитокот во мајчината утроба, условени од различни пак надворешни влијанија. Значи не секогаш ќе биде генот повторно виновен, можеби некои влијанија дополнителни во текот на развојот кои што можат да предизвикаат различни промени. И така да дел, значи од тие карактеристики можеме да кажеме дека се наследуваат, меѓутоа има и голем дел кој што можеби во текот на животот, исхраната, квалитетот на исхраната, она што го секогаш стоматолозите велат дека треба да се прима флуор за едно здраво, значи ткиво забно, кое што ќе биде помалку склоно на расипување на кариес, кое што треба да се внесува уште во текот на бременоста, па и потоа по породувањето, било преку доењето мајката или на детето да му се дава,
Тоа е еден, значи, елемент кој што укажува на тоа дека сепак квалитетот и на исхраната и на овие други дополнителни хранливи состојки кои треба да се внесуваат ќе влијае врз квалитетот на исхраната особено бидејќи секогаш стоматолозите, добрите стоматолози кои имаат пациентки кои се веќе во таа бремена состојба предупредуваат доколку сакаш твоето бебе да има здрави заби, јади многу јаткасти плодови, нели? Бадемите, оревите и сето тоа треба многу да се консумира во текот, особено на првите месеци од бременоста, за идното бебе да има навистина здрави и квалитетни запчиња. Она што предпоставувам дека родителите најмногу ги плаши, ги загрижува, се оние лоши болести кои што во семејството ги имало. Значи, понекогаш, можеби тоа е само страф, можеби е тоа само испаниченост или можеби е нешто што се повторува во семејството. Дали е тоа условено од гените и дали можеби доколку неколку луѓе во семејството ги имале тие лоши болести, диагнози кои не се лекуваат секогаш успешно, дали можеби тоа е нешто знак дека можеби ќе ги има и нивното дете. Значи, дел од тие тешки болести имаат генетска поврзаност, значи склоноста сепак има генетска основа. Многу студии се правени за различни типови на заболувања кои што имаат, значи кои што немаат лек и кои што многу често лошо завршуваат. Докажани се дека има врска, дека во едно семејство во повеќе генерации може да се повторуваат ваквите заболувања. Така да совет, каков совет можеме да им дадеме на таквите родители кои се буквално загрижени од првиот ден, ако не и дури од самата бременост додека трае? Дали треба да се прават чести испитувања, дали треба да се следи развојот на тоа дете? Доколку се знае дека во семејството има неколку членови кои што, да речеме, имале одредена малигна болест на желудникот, на одреден орган или било кој друг, значи од аспект на токму на таа линија, на таа болест би требало во текот на животот да се внимава на одредени работи, зависно од тоа кој орган или кој систем е најчесто зафатен. Во тој правец би требало и да се одвива и заштитата. Значи, дали ќе биде тоа исхраната, дали ќе биде начинот на живот, редовните контроли, така да има делумно влијание и би требало да се земе во предвид и да се размислува. Така, многу ви благодарам за овој интересен разговор околу гените. Нешто што навистина е многу ми е драго, бидејќи е предлог од наша редовна гледачка и до следниот предлог јас верувам дека ќе имаме уште многу теми кои што заеднички ќе ги разработуваме заедно со доктор Весна Мицевска. А вие, драги наши, знаете дека секој работен ден сме со вас, во саботите неделите подоцна, но во текот на работната недела сме од рано наутро до доцна навечер, бидејќи редовниот термин има 3 репризи за кои што ќе дознаете, се разбира, и на нашата Facebook страна и во најавите на наша ТВ. Одиме понатаму со уште нешто многу интересно. Како што гледате, драги другарчиња, и денеска со уште една нова приказка дојдовме повторно во игротеката Приказна, каде што не очекуваат многу интересни другарчиња кои вам веќе ви се познати, но не очекува и уште еден интересен гостин. Ќе видите кој е тој. Време е за нашата приказна. И тоа омилената приказна денеска ќе ја раскажуваме на нашиот другар дечиња Игор Митковски, кој е инаку дипломиран професор по тромбон. Знаете што е тромбон? Не знаете. Тоа е еден дувачки инструмент кој што вака се шири, се обтегнува, има многу интересна рачка и се свири со двете раце. Така нели, Игор?
Со едната. Со едната. Да, Со едната се држи, со другата Со се другата, свири. да. Има многу интересна техника, затоа некој следен пат ќе ни дојдеш и ќе ни објасниш, ама тогаш ќе го донесеш и тромбонот, Ќе го важи? донесам, да, Вака, затоа договорено. што не можеме вака да им објасниме на нашите мали другарчиња и на сите оние кои што не гледаат, што всушност е техниката, каква е техниката на со овој задоволство ќе интересен ќе го инструмент. донесам инструмент. Инаку во твојата кариера имаш отпеано многу фолк песни, наликуваат на балади, некои на шансони и потоа си многу препознатлив последните 3-4 години, така нели? Така, да. По последно време, значи 3-4 години, се бавам со фолк музика, како солист пејач. Се трудам се повеќе да се доближам до вкусовите на моите слушатели и до сега мислам дека успевам во тоа. Така, а во приватниот живот татко на На две дечиња. на две дечиња, а имињата им се Бојана и Никола. кој во твоето семејство бил најдобар раскажувач на приказки? Со сите кои што ме чувале, тогаш јас не сум одел во градинка, или ме чувале баба, дедо, мајка, татко, сите ми раскажувале по некоја приказка, каде што секој на свој начин знаеше убаво да објасни, така да никогаш не ми беше доста. Секој нареден пат ми беше се поинтересно. Уште еднаш и уште поинтересно. еднаш. Да. Иако истата приказна ја раскажува, меѓутоа некој нешто ќе додаде, некој нешто Добро, ќе децата одземе. не знаат за доста, нели? Така, Јас така. никогаш не им е доволно една иста приказна да ја слушнат многу пати и да ја преживуваат на свој начин. Што ни одбрати за денеска? Денеска јас ја одбрав мојата омилена приказка, Црвенкапа. Таа би сакал да ја раскажам во кратки црти на дечињата и се надевам дека ќе им се допадне. Ние ќе ја слушаме со внимание, дечиња, подготвени сме за Црвенкапа? Да. Верувам дека и тие дечиња таму позади камерите се подготвени за една Црвенкапа, омилената на нашиот Игор Митковски, денесниот наш гостин. Во третата рубрика, епа ние сме спремни, ако си ти спремен, повели. Да, јас сум спремен, може, значи ова е Црвенкапа, мојата омилена приказка од детството. Значи кога бев како овие мали дечиња. Ајде да чуем. Си беше еднаш едно убаво русокосо девојче кое живееше близу до шумата. За роден ден девојчето од баба си на подарок доби една кратка пелерина со црвена качулка која постојано ја носеше, па поради тоа сите ја нарекуваат Црвенкапа. Еден ден мајка и рече: "Земи ја оваа пита и оваа мала тегла со мед и однеси ја кај бабата на другиот крај од шумата, таа е болна, лежи во кревет, не може да станува, да ја однесеш за да може да јаде." Црвенкапче, целата радосна, влезе во шумата, тргна по патеката што водеше кон куќичката на незината бабичка. По патот се пресретнуваше со многу животни, која ја прифатија со голема радост, затоа што на сите имаше што да им даде по нешто за да ги нахрани. Под едно дрво Црвенкапа забележа убави шумски јаготки и знаејќи дека незината баба многу ги сака, почна да ги собира во кошничката. Меѓутоа, тука додека она собираше, во еден момент зад себе слушна лесни чекори и се заврте со страв малце и кога виде и се приближи еден волк. И ја праша: "Каде одиш во ова време, малечко девојче, со така тивок и нежен глас?" "И носам понадица на баба ми, која е болна," одговори детенцето, малце тресејќи се од страв. А волкот ја праша: "А каде живее твојата бабичка?" "Живее на крајот на шумата." "Епа добро, тогаш да и посакаш брзо да оздрави, јас те поздравувам и ќе си продолжам по патот во шумичката." И волкот исчезна во шумата. Меѓутоа, тргна по еден пократок пат и како молња стигна до куќата на бабата и чукна на вратичката. Бабата се напрегна и одговори: "Кој е?" Волкот го преправил гласот како малаца Црвенкапа и рече: "Црвенкапа." Бабата рекла: "Потегни го јажето над вратата и вратата ќе се отвори."
Волкот го потегнал јажето и влегол, не чекајќи ништо друго, со еден скок се ја лапна бабата и бабата се најде внатре во неговиот стомак. Малце страшно, меѓутоа не. Потоа, откако облече една ноќница и стави една капа од бабата, легна на незиниот кревет за да ја дочека малата Црвенкапа. По кратко време, Црвенкапче чукна на вратата и волкот се обидувајќи се да го преправи гласот како незината баба и рече да влезе. Малото девојче се приближи до креветот и застана изненадено од чудниот изглед на бабата. Колку долги раце имаш, бабо? Го праша бабичката. Волкот преправен како бабичка и одговори: такви се, за да можам убаво да те прегрнам. Колку големи уши имаш, бабо? Такви се, за да можам побаво да те слушнам, одговори волкот, преправен како бабичката. Црвенкапче продолжи: леле, колку големи очи имаш? Такви се, за да можам побаво да те видам. Ама Црвенкапче продолжи и рече: колку остри заби имаш, бабо, и колку голема уста имаш. Тогаш волкот не можел да издржи и рекол: такви се, за да можам поубаво да те изедам. И рипнал на Црвенкапче и ја проголтал во стомакот. И не се. Меѓутоа, по патот тука имал еден шумар кој почесто поминувал да види бабичката. Како ловец нешто така, како ловџија, И кога поминал покрај куќарката, слушнал дека некој многу, додека спие, крчи. И вратата била подотворена. Подотворена врата. Да. И рекол: мора јас да дзирнам да видам што има тука. Кога влегол вонатре, се видел како волкот со големиот стомак, голем стомак, како лежел на креветот. И хорче. Така. И тогаш ја земал пушката, го застрелал волкот, земал ножот, го исекал стомакот и од внатре излегле живи и здрави и Црвенкапче и незината бабичка. Потоа волкот се исплашил, Му го наполниле стомакот со камења и во реката го фрлиле. Така. И си ветиле Игор, бабата и Црвенкапа си ветиле дека нема да отвараат врата на непознати. Така. Двете топло му се заблагодарија на ловецот и радосно направија забава за сите луѓе и животни во шумата. И си живеа среќно до крајот на животот. Најубавата реченица на светот, нели? Си живеа среќно до крајот на животот. Мамо, сега може тоа тамо да го земе После да му кажеме ние денеска благодарам на Чичко Игор што ни ја раскажа Црвенкапа и мојата омилена, иако да ти кажам, многу често го имам сонувано тој пусти волк во сон како мала вака кога бев колку нив, толку многу се плашев и толку многу бев загрижена што ќе направат Црвенкапа и бабата, што мислам дека тоа е дел од растењето и фантазиите на секое детенце. Точно. Драго ми е ако успеавме да те вратиме накратко во детството. Одлично, значи оваа приказна ми беше, како што реков, стварно омилена и ме врати и во детството и со приказната и во моите игри и во моите различни Праќај го почесто тоа детето во себе, верувај многу радост ќе ти внесе во секојдневието. Ти благодарам многу што беше денеска. Благодарам на вас и на овие прекрасни дечиња и на сите дечиња кои што не гледаат. И се надеваме дека ќе има уште многу приказки. Ќе има, ти само подсети се на уште нешто, а сигурно имаш на што да се сетиш од детството и повторно ќе се сретнеме во нашите звезди и приказни. Толку за денеска, драги наши, ние повторно се гледаме во нашите вообичаени средби со нови содржини и со нови гости. Довидување. Чао.